Добро вечер во топ тема. Поразителни бројки слушаме деновиве. Половина милион млади луѓе ја напуштиле државава, од кои дури 40% се високо образовани. Партиите пак влегоа во кампања и меѓу другите ветување, слушаме и ветување дека ќе ги вратат младите. Како ќе го сторат тоа, што сторија досека за младите и колку е воопшто реално во моментот кога државата не доби датум за почеток на преговори со Европската Унија, која беше голема надеж на најголем дел од младите во државата. За ова и сите теми поврзани со состојбата на младите луѓе во државата вечерва разговараме со Ѓорѓи Тасев од СДСМ, инаку специјален советник за млади и спорт на премиерот Заев, со Стефан Андоновски од ВМРО ДПМН, исто така советник на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Добро вечер. Добро вечер и за вас. И со нас се и граѓанските активисти. Антоанета Ивановска од невладината Млади инфо и Блажен Малески, исто така од невладиниот Реактор. Добро вечер и за вас. Ќе почнам со токму со бројките. Рековме околу речиси половина милион луѓе напуштале земјата во изминатите години и се станува збор за емиграција на високо квалификувани луѓе, значи луѓе со високо образование. Тоа е најголем процент од целиот Балкан. Значи од оваа држава имаме најголем одлив на мозоци, како што го нарекуваме. Така, има и други податоци, излезе и Светската банка, излезе фондацијата Фридрих Еберт, колку тоа скапо ја чини всушност државата. Секој млад човек високо образован ја чини околу 16.000 евра, само еден кој заминал од државата. Тасев, како ги коментирате овие бројки? Прво, благодарам за поканата вечерва да зборувам на вашата емисија и мило ми што отвараме прашања кои што се од интерес за младите. Убаво е што овде младите зборуваме за младите, бидејќи ние знаеме што е најдобро за нив. Нормално ова се бројки кои што веќе се провлекуваат и години назад, се актуелни и денес. И ние како влада, институции, постојано се трудиме и сите наши напори се насочени да влијаеме и кон намалување на младинската навработеност, подобрување на животниот стандард на младите и статусот на младите во општеството. Нормално, ова е еден корпус од области кои што директно може да влијае, кој што е составен од повеќе елементи кои што го одликуваат сите овие податоци кои што се ги наброевте во вашето излагање. Ние како влада и институции кои што работат директно на младите, придонесуваме и даваме можност пред се младинскиот глас да продре до институциите на системот и како такви младите да ги вклучуваме во процесите на донесување на одлуки, во креирање на политики и решенија кои што се токму во насока на подобрување на нивниот стандард и како такви сакаме да направиме еден импулс, иницијална каписла, сеопфатно младите, вклучително и сите, да направиме решенија кои што ќе придонесат и за намалување. Кажете ни, еве, набројте ни 2 до 3 резултати од конкретни, да не зборуваме општо. Да, една од конкретните мерки која што дефинира политиката на владата во делот на младите е младинската гаранција, која што е мерка каде што ние како влада ја спроведуваме како прва држава која што не е членка на ЕУ, а носи добри резултати. Така, за пример, во периодот до крајот на месец септември, заклучно со оваа мерка, се вклучени, речиси, 13.336 млади лица до 29 години, а се вработени 4.450 лица. А другиот дел од нив се доквалификувале, доедуцирале и се подготвени да излезат на пазарот на трудот, да ги понудат своите квалитети и вештини и работодавците да ги препознаат како Како оди вработувањето, да подоцна ќе зборуваме. Кажете ни уште некоја успешна. Како успешна мерка исто така оперативниот план за вработување кој што изнесува со највисоки 1,1 милиарди евра, се одвојуваат средства за подобрување на вештини на младите, конкретно 34 милиони денари се одвојуваат за IT вештини на младите, ако знаеме дека оваа струка е во експанзија. Колку од нив се вработија?
во делот на оние што Од тие милиарда исто кои се одвоени средства и млади офатени, колку од нив се вработувањата беа само во IT секторот или? Не, посебно се одвојува и во различни области и според последните податоци од овие 54.000 ново вработени луѓе сеопфатно, според последните податоци добиена е бројка дека од тие половина се млади луѓе кои што се вработени и во делот на различни области, не само во делот на IT, зборувам овде и во делот на капиталните инвестиции кои што влегува овде и се отвара пат за истите да се надоградуваат и е можност за уште поголем импулс за вработување на младите. Така да ги дадоа очекуваните резултати. Сигурно има и други мерки, ам нарекавме така. 2-3. Добро. Андоновски успешна ли е владата да ги задржува млади? Па би се вратил чекор назад и би искажал мојата благодарност и задоволство што конечно се дискутира за младите, а не сме во делот помеѓу вестите од спортот и мета прогнозата, затоа што резултатите се поразителни. Имено Светска банка баш излезе со едно мерење дека е покачен бројот на невработени млади и тоа од ланската година 44,5%, годинава на 45,7-8%. Како што и вие кажавте, иселувањето е фрапантно, од прилика околу 25.000 млади се иселуваат годишно. Тоа ја чини државата од 300 до 400 милиони евра на годишно ниво. Мислам дека Тасев тука направи една грешка, 1,1 милиарди денари претпоставувам дека се инвестициите, но заборави можеби да каже дека имаме 330 милиони денари скратени средства од буџетот на наменети за образование, од кои што 125 милиони денари се наменети за инвестиции во инфраструктурата во образованието. И тука, замислете, не зборуваме за проектиран буџет од некој трет, туку владата сама проектира буџет за оваа година и сама сред година си крати 330 милиони денари од инвестициите кои што треба да и се случуваат. На дното сме на PISA тестирањето за квалитетот на образованието. Има најава, оваа недела баш прочитав дека има закана дека на нашите спортисти ќе им биде забрането учеството на Олимписките игри во Токио 2020, затоа што владата не успева да го донесе законот за спорт. Многу често гледам и преполни се училиштата за германски јазик со доктори со медицински кадар. Не го прават дека докторите нешто посебно го сакаат германскиот јазик, туку затоа што сите тие се иселуваат многу брзо од државата и заминуваат во Германија. И трагедијата да биде најголема, ако ги прашате младите дали денеска живеат подобро од 2016 или 2017 година, ќе ви одговорат дека добро живеат оние што се одселија во Малта, во Италија, во Германија и така натаму. Да, добро, но само да коментирам, жалосно е не што почнува иселувањето. Жалосно е што владата декларативно се залага, но сето тоа останува на декларативно. А резултатите е после скоро 3 години при крајот на мандатот на оваа влада не гледаме никакви резултати од нивната работа. Во сите овие истражувања меѓу кои ова на Вестминстер фондацијата има еден многу интересен податок дека најмногу иселување имало во 2015 година 32.000, намалување на иселувањата имаме во 2016 дури за 30%, значи 21.000. Меѓутоа иселувањето во 2017 нагло продолжува. 2016 година е годината која имавме избори. И од истражувањето денеска кажано дека од што се фрустрирани младите, првото нешто што го кажуваат дека се фрустрирани од политиката. Значи, иселувањето се одвива за време на владењето на ВМРО. Од 2016 очекуваат некаква Да, би сакал само малку да ја коригирам. 2015 започнува техничката влада, која што се провлекува низ целата 2016 година и тука имаме мешано раководство, например Министерството за труд. Министерството за труд кој е стрикно надлежно во област, во тој момент има големи претумбации. Точно е забелешката дека младите им е преку глава од политика, затоа што не гледат резултати. Ама знаете што е многу лошо, кога инветувате студентски град 2016, 2019 нема една шајка закована за студентски град. Во 2016 заборавив да кажам, има и најголем број повратници, дури 19.000. Значи е некоја година во која има очекување. Инветувате на пример во страна 121 во програмата инветуваат научно-истражувачки центар за талентирани ученици. Чекајте, тие се одселуваат вие кога ВМРО владее? Зборувам, во 2015 започнува политичката криза и техничка влада. Ни одговори зошто е разочарувањето. Да. Јас кажувам дека
И да не Започнува во забораваме. 2015 техничката влада и проблемите со политичката криза и тоа трае 2015-2016. Но очекувањата очигледно не биле од тогашната влада, туку од Па видете, затоа и ВМРО ДПМН е во моментов во опозиција. сегашната. Вака, значи во однос на сите овие ваши податоци што ги презентиравте сега, ако направиме една паралела, може да се види дека ако има покачување во 2016 година и во 2017 викате дека повторно се појава тој тренд на иселување, не треба да заборавиме дека од 2017 до мај, до јуни не беше формирана новата влада. Сите знаеме заради што. Заради сите ситуации. И Но тоа- еве владата е формирана 2016, дури се одлучуваат и да се враќаат. И 2000. Ги разочаравте ли младите? Па секојаш има простор за напредок. Јас повторно ќе потенцирам дека оваа влада е посветена, ова е прва влада која што створи амбиент за да се случуваат одредени процеси кои што претходно не се случуваа. И тоа е додадена вредност на самото општество, на самите млади и на самите процеси кои што се тераат од формирањето до сега. Кога зборуваме за младите луѓе, треба да знаеме дека ако направиме паралела еден контраст од предходно беше речиси табу тема и има одредени млади трауми што се случуваше предходно од минатата власт, што се случува сега. Да бидеме реални во ова што ние го збориме и што ние како влада го правиме во тој сегмент. Затоа и ви ги кажувам Така. бројките. Блажан има ли разочарување? Како вие овие бројки ги коментирате? Значи 2016 има некаква промена во иселувањето, што значило тоа и што имаме сега? Па добро, ја не би рекол дека генерално податокот на Светска банка околу 50.000 млади кои што заминали би го земал со една доза на резерва, сепак за тоа се работи за проценка на Светската банка и не е точно изброен факт дека е тоа така. Второ би бил поегзактен во презентирањето на бројките. Државата ја кошта 33 милиони евра иселувањето на млади. И тука многу е важно да се напомене што значи ја кошта. Тоа значи дека државата инвестирала одредени буџетски средства за младите, кои што понатаму се гледаат иднината и се надвор од државата, но се гледа и користа на младите, доколку би останале тука, каков удел би имале во бруто домашниот производ, во економијата и како би се развивала економијата. Така што во однос на бројките и на деталите, јас мислам дека има разочарување. Мислам дека во 2016 година имаше еден налив на ентузијазам, особено кај младите, дека навистина нешто може да се смени во државата, може да се стави во точен колосек, но би напоменал дека на младите им е преку глава од прекумерно гласање. Следните избори ќе бидат 12-тите избори кои што ги имаме во 13 години. Без разлика дали тука станува збор за референдум, локални избори или парламентарни избори, на крајот на денот со едно вакво темпо на гласање се губи смислата на константното гласање на избирачките места. Значи, ако зборуваме за некој континуитет кој што треба да го има државата, мислам дека политичките партии треба да се договорат дека, например, ресорот образование, Министерството за образование е важен ресор. Бидејќи во последните 28 години во образованието имаме 18 министри. Тоа е мандат од година и пол по министар. Каква стратегија очекуваме ние некој министар кој што или министерка кој што низ минативе години поминувале и сите се представувале како големи реформатори на образованието, а во суштина немаме никаков континуитет на политиките што се однесува до образованието. По недобивањето на датумот, шокот и разочарувањето, ви избори очекувавте дека ќе Јас од моите политичари очекувам да ги решаваат проблемите на граѓаните, не да ги пронаоѓаат и кога се во изборна кампања да ги таргетираат проблемите. Мислам дека на младите луѓе им е многу јасно кои се проблемите во нашето општество. Мислам дека помина доволно години во говорење кои се точните проблеми за младите, а многу малку се концентрираме на што всушност администрацијата и државниот апарат може да направи за младите. Имаме еден сериозен дисбаланс во однос на тоа како зборуваат младите кои што живеат во 21-виот век и буквално целиот свет им е на еден клик од нив, и она што државната администрација може да го понуди, без разлика дали е тоа ВМРО ДПМН на власт, СДСМ на власт, ДУИ, ДОМ, ЛДП, било која политичка партија.
И така што мислам дека кога зборуваме за младински политики, што ќе ги задржи тука, не може да се концентрираме единствено само на вработувањето, како што многу често и претходната влада правеше кога велеше ќе отвараме работни места. Да, но не зборуваме за квалитетот на работните места. Како очекуваме млада шивачка од источниот регион да стигне до своите права, кога има минимална плата од 12.000 денари? Имаме барања сега дури да и се продолжи работното време. Така што јас би бил многу... Што би рекле Хелсиншки комитет владетелски. Јас би се согласил со Хелсиншкиот комитет и навистина се случуваат некои апсурдни ситуации каде што за жал гледаме дека кампањата е веќе почната. Ние се уште разговараме за проблемите, а никако да стигнеме до решенијата и како да го искористиме државниот апарат да им помогне на младите. И тоа навистина мислам дека и ги разочарува младите и покрај сите мерки кои што се таму, едноставно државната администрација не може да ги апсорбира сите тие идеи и која партија е на власт. Антоанита, напишавте, навистина ми звучи страшно, да кажеме дека младите повеќе нема да гласаат на следните избори. Зошто? Ве цитирам, бидејќи едноставно тие повеќе не живеат тука. На изборите во Македонија следната пролет повторно ќе гласаат по старите и само тие ќе одлучуваат за нашата иднина и за иднината на Македонија во Европа, во која многу од нив нема ни да бидат живи кога ќе влеземе, ако воопшто стигнеме дотаму. Да, точно така. Мислам, тоа беше моја инспирација во изминатиот период, бидејќи сите бевме свесни дека започна на некој начин кампањата за изборите на пролет. И како што напомена и Блажен, премногу избори за многу кратко време, кои што навистина го спречуваат оној континуитет кој што ние треба да го имаме како држава во одредени области. Точно образованието е едно од тие. Меѓутоа, исто така сметам дека од она кое што сите ние го очекувавме во изминатите години, дека навистина не се направи доволно. Јас навистина не би сакала да коментирам во насока на тоа каде е вината, бидејќи верувам дека постојат повеќе фактори за тоа, но едноставно е јасно дека не доволно се направија мерки, односно се дискутираше можеби за проблемот, меѓутоа не доволно, односно тоа што младите очекуваа во 2016 година и што од тоа се направи. Она кое што постојано го следиме е да, точно е дека дел од младинските организации се вклучени во дел од процесите, меѓутоа тие процеси континуирано траат. Ние од самиот почеток партиципираме во работни групи, во состаноци, во дебати, во трибини, меѓутоа никогаш од тие дебати и трибини ние не излеговме со решенија кои што ќе дадат конкретни... Значи младинските политики се сведоа на едноставно на средби и на настани. Јас исто можам да напоменам дека уште пред 2 години на многу од средбите посочувавме дека младинскиот сектор во државата има потенцијали да придонесе за промени на одредени политики, меѓутоа дека тоа доволно ниту се слуша, ниту се применува. И уште тогаш насочивме дека верувам дека голем дел од политиките може да се променат, меѓутоа, знаете, не се ни тие единствената причина за младите да останат во земјата. Ние имаме повеќе фактори кои што придонесуваат за тие млади да бидат разочарани, а кои што навистина бараат промена од повеќе сектори. Вработувањето, како што спомена исто Блажен, не е единствениот сектор во кој што младите... Но тоа е главната причина зашто заменува тоа државата тука. Јас мислам дека не е само главната причина за вработувањето. Мислам дека генерално младите се разочарани и од неколку други сегменти. Квалитетот на живот е исто во голем процент застапен во причините за заменување. Меѓутоа, знаете што, ние не гледаме како млади луѓе, ние навистина не гледаме крај на овие дискусии. Не гледаме конкретна стратегија која што ние како држава ќе се насочиме во следните 10 години да го решиме прашањето со намалување на наталитетот на држава. Тука морам да се вратам на партиите. Ви сигурно како опозиција сте за избори. Тука нема дилеми барем кај опозицијата. Меѓутоа, слушаме и од сите учесници во оваа кампања ќе ги вратиме младите.
Па видете, можеби веќе требаше да прославуваме како што прославувавме датум, да прославуваме враќање на 600.000 млади, пошто тоа беше ветувањето на Социјалдемократскиот сојуз во 2016 година. Сега ветува. Многу прецизно беше тоа ветување и многу прецизно има мерки како тоа би го направиле, затоа што оваа влада од влада, ќе направиме, стана би влада, би направиле. И имаме континуитет на разочарување баш на тие ветувања. Ние немаме континуитет на разочарување од некое друго време. Ветуваше Социјалдемократскиот сојуз дека ќе врати 600.000 млади луѓе. Денеска разочарувањето, ефектот го гледаме дека 600.000 млади луѓе не само што не се вратени, туку бројката е зголемена за нови 25.000 млади годишно. И тоа е затоа што ќе се вратам јас можеби на образованието, вака најпластично се гледа. Не можете да очекувате да имате универзитет во 1000 најдобри според Шангајскиот ранкинг систем, кога немате дигитална библиотека или ниту еден студент од Македонија не може да пристапи до дигитална библиотека. А зашто тоа не се направи? Морам да упадам. Ветува, само да завршам реченица, ветува во 2016 година дека ќе отвори сектор за мултимедија и електронско издаваштво во Министерството за образование и наука. Каде е тој сектор за мултимедија? Мислам дека реплики. Да, убаво е да зборува некој кој што имал прилика цели 11 години да направи промена во тоа што го прави, да не забораваме оваа влада направи доста промени и интервенираше во дел на политики кои што придонесуваат за подобрување на младите. Да не забораваме дека токму резултатот на политиките од минатото на власта придонесуваат дел од тие проблеми кои што ги имаме 600.000 иселени млади да ги гледаме и денес. Значи, она што го прави владата е насочена комплетно кон креирање на политики, мерки кои што ќе се насочени не само да ги вратат младите, туку и да им обезбедат добри услови за живот овде. Ма не се такви процесите, Георги. Процесите се дека се зголемува иселувањето, не дека се намалува. Значи, прво ова дека се зголемува миграцијата на младите надвор од државата е според мене неточен факт ако се знае дека ова е прва влада која што прави конкретни мерки, конкретни активности како што ги потенцира дел од овие кои што придонесуваат за младите да имаат простор овде да ги искажат своите идеи и можности да придонесат кон креирање на подобро општество на младите. Но бројките покажуваат дека се зголемува. Да. Но ајде да направиме една паралела. Јас ќе кажам за да се случат одредени процеси денеска, мораше ова влада да покаже демократски капацитет и да ги отвори вратите на младите луѓе за да можат да се вклучат, да дискутираат и да изработат финални политики кои што ќе придонесат за подобрување на младиот живот. Како што тоа не како што спомна и Антонета, се сведе на дебата и дел од политиките се согласувам траат подолго време, но тоа е заради тоа што внатре во самите работни групи имаш процес на млади луѓе, имаш се вклучени голем број на млади луѓе кои што дискутираат, разменуваат идеи и едноставно секое решение што ќе излезе од раците на владата мора да биде пред се померка на младите луѓе. Затоа дел од тие процеси траат, дел од тие се завршени, но и да не забораваме овде во однос на вклучувањето на младите, релацијата на младите со институциите, довербата во институциите, морам да го потенцирам ова дека конкретно Агенцијата за млади и спорт, ако претходно важеше за Агенција за спорт, сега имаме подобрување во тој дел за младите, каде што може да видиме дека Агенцијата за млади и спорт распишува и поддржува младински организации за млади. Ги отвара вратите за младите. Добро. Од една страна... Ајде да слушаме од Блажан какви се ефектите од сето тоа. Па добро, ако гледаме... Антонета вика главно на дебатите некако. Бидејќи сум вклучен во делот или бев вклучен во дел од работните групи, можам да кажем дека процесите релативно споро одат, што е разбирливо бидејќи се работи за материја која што државата до сега не ја разбирала, не ја опфаќала. Така што имаме работа со државни институции кои што апсолутно не го разбираат јазикот на младинските форми на организирање. Значи ние кога зборуваме за младинска работа, државните институции ни викаат нема да го викаме така, ќе го викаме работа со млади, бидејќи ги асоцирало на нешто сосема трето. Така што мислам дека тие процеси се во ред. Ни треба време. Треба да разбереме и треба државната администрација да разбере одредени работи и како се одвиваат некои европски практики. Не добро е државната администрација. Велите се создаде амбиент.
Не видовме ние некаква промена, некаков активизам кај младиве. Дури во студентскиве овие организации, истите раководства ги имаме, нели? Нема студентски организации. Сега за сега се уште нема, би требало да Што има е тогаш? студентски парламент, односно избори би требало да има во следниот А зошто месец. нема 2,5 години? Тоа се некои од прашањата кои што Значи, кои што- амбиентот е создаден, ама ништо не функционира. Па, Да карикирам сега. Имено, ние може да ги створиме и најдобрите закони на светов. Може да напишеме во закон дека младите нема више да се заминуваат, но фактот останува дека некој треба да го имплементира тоа и да работи на тоа. И сега, ако некој не го разбира материјалот за кој што дискутираме 2,5 години, многу нормално е дека работите нема да се имплементираат како што треба. Кој не го разбира? Институциите, Па, политичарите, кој не го разбира? Мислам дека имаме еден генерален проблем каде што имаме политичка волја од сите политички партии. Нема политичка партија веројатно во Република Северна Македонија која ќе рече па добро ние не се грижиме за младите. Но имаме еден генерален проблем како тоа се канализира во конкретни акции. Тоа не само станува збор за СДСМ или оваа влада, туку станува збор за еден генерален систематски проблем во државата, која што од 2000-та навака, кога се укинува Министерството за млади и спорт, не наоѓа начин како да го смени системот за да биде по-прифатлив за младите. И она што е барем мене ме загрижува и од студијата на Фридрих Еберт фондација е довербата во одредени институции на младите. Па така, например, најголема доверба уживаат армијата, верските институции и Европската унија. Односно, најверојатно 3 институции со кои што младите имаат најмалце контакт. Најмалце. Со армијата не верувам дека некој млад човек има контакт, освен ако не е во армијата. Верските институции, ајде може да разбереме ако има верници. Европската унија евентуално преку проекти или посета на некоја европска земја. А оние пак кои имаат најмала доверба се политичките партии, локалната власт и собранието, председателот, и важно е да се напомене дека самото истражување е направено пред председателските избори, и судството. Значи со оние кои што имате најдиректен контакт, имате најмалце доверба. Така што јас мислам дека треба едно да јас како предлог би го дал, бидејќи очигледно политичките партии сакаат да разговараат на оваа тема. Сметам дека е апсолутно време политичките партии да се обединат околу некакво манифесто за млади кое што ќе биде на сите политички партии, ќе биде обврзување дека во иднината ова и ова ќе го имплементираме. Без разлика која влада, без разлика која политичка партија го има мнозинството, и да се развие дискусијата. Бидејќи празното полемизирање и викање да, ама во тоа време беше полошо, ама да, во ова беше полошо, ништо не ни носи. Мора да размислуваме заеднички како општество што ќе направиме за младите да ги задржиме тука. Како ќе стигнеме до тој подобар живот? Антоанита, можно ли е нешто така? Јас мислам дека ставот И тоа би било држиме манифест, тука, пак не е може би нешто не е правилниот став. Јас повеќе би рекла дека мобилноста на младите е нешто кое што се случува во секоја земја и ние тоа не можеме да го одбегнеме. Она кое што треба да се потрудиме е да ние причините се различни, мораме да кажеме. Да, кога во држава како Македонија ви велат една од причините е фрустрираност од политиката, сигурно не се однесува на Апсолутно, меѓутоа, знаете како, мобилноста на младите ние нема да ја спречиме и тоа би бил погрешен пристап. Она кое што треба ние да го работиме е како ние тие млади да направиме циркулација на млади. Значи млади, ние и сега имаме млади кои што се враќаат и прилично е голем бројот на тие, меѓутоа многу поголем број од младите заминуваат. Она кое што јас сакам да го напоменам е дека во едно од истражувањето на ЦРПМ вели дека 87% од младите сметаат дека нивните капацитети не се доволно искористени. И тоа е факт. Од друга страна, ние постојано зборуваме за едни мерки кои што ние во изминатите години, па и во времето на претходната власт и на оваа, некако се слеа во иста насока. Ние на младите им нудиме мерки за вработување, субвенционирање. Ние имаме цела промена на една генерација. Значи, таа генерација од 10 години, значи имаме млади кои што биле 10 години, а сега имаат 20, и те имаат сосема поинакви очекувања. Ние не можеме да имаме исти идентични мерки кои што сме ги нуделе пред 5 или пред 7 години
за оваа нова генерација на млади кои што се дигитално писмени. Овие млади се мобилни и имаат поинакви очекувања. Да не забораваме дека овие млади исто така се доста големи активисти на кои што одредени работи им се исто многу важни. Тука ќе го споменам дека и воздухот како таков е исто. Да, Антоанита, какви очекувања имаат кога најголемото очекување е кога ќе дојде на ред вработување да се вработат во државна администрација? Тоа има Знаете како тоа се очекувања кои што се направени точно, меѓутоа на одреден примерок од 1000 и не знам колку испитаници. Она кое што исто треба да го имаме предвид е дека ние не комуницираме директно со групата која што ја целиме. Ние зборуваме дека младите уште во средно училиште имаат намера да заминат надвор од Македонија. Меѓутоа тие млади од средно училиште навистина никој со нив не работи. Го споменавме образованието како генерален проблем. Ние имаме сосема погрешни вредности кои што им ги даваме на овие млади. И перцепцијата на младите за тоа дали се гледаат себе си во Македонија навистина е изместена затоа што ние овие вредности кои што во изминатиот период ги изградивме, вредности во кои што образованието, квалитетот не се на прво место, врските се исто така многу важни во процесот на вработување, нетранспарентноста на институциите. Да, има податоци дека практично не бараат работа бидејќи не веруваат во системот. Апсолутно. Кон ова што го зборувате, водацијата Фридрих Еберт има еден исто така поразителен според мене податок дека младите ретко патуваат надвор од земјата. Дури 91% не престојувале во странска земја подолго од 6 месеци. Значи не зборуваме за туризам, што значи дека нивните очекувања за животот во странство, за кои сонуваат уште во средно училиште, не се засновани врз лично искуство. Да, и најчесто се засновани на приказните на нивните блиски или роднини кои што се веќе во странство и тоа е најглавниот начин. Родителите ги потикнуваат своите најглавниот начин во суштина за превземање мерки за оцелување е, односно 1/3 од оние кои што сакаат да се заминат е токму тој метод, контакт со лица кои што се веќе во странство. Она што сакав да го напоменам во однос на бидејќи зборевме малце и за вработување и така натаму, мислам дека во последниве 2 години покажуваат резултати. Така, например, стапката на невработеност кај младите е намалена, но таа зависи од две работи. Вкупниот број на млади, кој што од една страна се намалува, но исто така и бројот на вработени, кој што се зголемува по квартал во последните неколку години за 5000 луѓе. Она што јас не би го рекол, Ѓорги го рече и мислам дека премиерот на еден настан го кажа, а тоа е дека се работи за околу 25.000 нови работни места. Добро, Влажена, ова е се статистика и бројки на луѓе кои се одселија. Од друга страна, немаме, бизнисот се жали дека нема квалификувана работна сила или токму недостасуваат вработени со средно образование. Значи, тоа ќе ми беше едно од следните поенти. Овие бројки, да, сите влади со овакви бројки се расфрлаат, но иселувањето не престанува. Па не престанува, но една од работите која што би сакал да ја напоменам, а е истражување на реакторот пред неколку години е дека на пазарот на трудот апсолутно е неважно дали имате диплома од средно образование или универзитетска диплома. Во нашите услови тоа значи дека е еднаква шансата да се вработите и со средно образование и со универзитетска диплома. Тоа значи дека имаме една голема девалвација на високото образование, но исто така е еден голем дисбаланс помеѓу она што се учи на нашите универзитети и што е реалната потреба на пазарот на трудот. Бидејќи ако пазарот на трудот е засиден само со луѓе од средно образование, тогаш зашто имаме универзитети и во одредени периоди имавме универзитети во скоро секој град. Стефан, ги слушнавте и бројките. Јас се сеќам дека и минатите влади за време на владењето на ВМРО исто беше драстично намалена бројката на невработеност. Може би уште повеќе. 39 на 28%. Да, една од причините беше токму отворањето на универзитети практично во секој најмал град, каде што невработените станаа студенти.
Па не би се Тоа е согласил една- затоа што имаме стотици илјади ново отворени работни места во тој период од 10 Да, години. но имаме и иселување. Ве прашав и не ми одговоривте како ќе ги вратите ако дојдете утре на власт. Овие што замина, еве, тоа го слушам на она што не е официјална кампања, ВМРО ДПМН е во интензивна активност за слушање на проблемите на граѓаните, вклучително и на младите. Разговараме со сите во секој град. Отворивме и имейл адреса на која што здруженија, фирми, институции, организации можат да пишуваат идеи, проблеми и предизвици. И во наредниот период излегуваме со една соопфатна програма која што ќе ги решава директно проблемите. Сигурна сум Она дека што- проблемите на младите ги знаете. Она што директно можам да ви кажам уште од сега што сигурно го планираме, тоа е во првите 100 дена влада враќање на рамниот данок, кој што се покажа дека го поттикнува инвестирањето на бизнисите и создавањето на нови работни места. Тој во моментов е вратен. Па, видете, Социјалдемократскиот сојуз направи една игра со даноците, мислејќи дека тоа е нешто како нека малска игра, криенка, миженка, и предложи прво излезе со ветувања дека ќе воведат прогресивен данок кој што ќе ги оданочува повеќе по богатите, тоа 1% по богати, па парите ќе се враќа дека и граѓаните, па не знам какви мерки се ќе произлегле од париве кои што се враќаат. И сега после 6 месеци имате една нова министерка за финансии која што вели не е така, него. Сега ќе го вратиме пак даноков, каков што беше последните 10 години, затоа што очигледно оваа мерка не вроди со плод. Што имаме? 6 месеци изгубени и дезинвестирани состојби. Зошто? Затоа што секој бизнис сака да инвестира онаму каде што му е предвидлива состојбата. Во држава каде што е предвидливо. А ви имате држава во која што од една страна имате рекетарска влада, рекет 1, рекет 2, сега денеска имаме во со хеликоптерите, најаве за градење само на стотина згради во кисела вода. Тоа се проектите. Од една страна го имате тоа, од друга страна имате игра со даноците. Па да сте бизнисмен, кој што доаѓа од Австрија, од Германија, во Република Македонија и сакате да инвестирате, вие не знаете по која даночна регулатива се водите. Каква ќе биде користа за младите, бидејќи тоа негативно? Токму тоа ми беше заклучокот кој што го напоменав, директно од рамниот данок имаме отварање на нови работни места. Се покажа дека инвестициите рапидно се зголемуваат кога имаме предвидливи и ниски даноци, а инвестициите значат отварање на нови работни места. Втора еден аспект кој што го разгледуваме сега е подпомагање на вработувањето на младите. Имаме една лоша ситуација во која што се укина онаа задолжителна практична работа на факултетите, каде што младите требаше по еден месец во летото да поминат во некоја институција, државна или приватна. Тоа се укина без да се понуди алтернатива. Беше во ред да се каже, добро, ова не вродува со доволно плод како што мислевме, иако нашите естимации се дека имало добри резултати, и да воведевте нешто друго, некоја друга. Еве, например, Социјалдемократскиот сојуз има една идеја да имаат бизнис центри за вработување на млади и професионална ориентација на ученици во средно училиште. На двава проекти не им се реализирани. Така што нашиот втор аспект кој што го спомнав, кој што уште не е додефиниран, е подпомагање директно на вработувањето ексклузивно на младите до 29 години. Добро, Во приватниот се сектор. да. Добро, ќе му Може само дозволиме да- на Ѓорѓи да ви одговори, инаку прашањето како ќе ги вратите уште останува неодговорено. И јас би се осврнал на младинските политики, кои што веќе ги има креирано владата и не би се дрзнал да коментирам судски одлуки, обвинителни предлози и слично, бидејќи се знае и се гледа дека и функционери на владеачката структура се гонат за нешто што го имат направено, но од друга страна гледаме дека функционира системот на она што претходно беше табу тема и едноставно многу од луѓето беа недопирливи и беа политички инструментализирани да прават политички инженеринг и ништо друго. Во однос на во однос на мерката за еден месец, за да можат младите во текот на летото да поминат на институциите, многу често оваа мерка беше злоупотребувана. И многу често младите на нивниот грб беше правено нешто, ќе одат, ќе работат без пари, од тоа нема да имат никаков бенефит и така постојано се вртеше тој круг. Но, ако се осврнам на политиките на владата и на Социјалдемократскиот сојуз, конкретно во делот покрај компонентата што се прават за мерките за намалување на младинската навработеност, треба да знаеме дека се донесоа и низа јавни документи, стратегии и закони кои што претходно не беа донесени и го утврдија правецот по кој што ќе се движи
и Република Северна Македонија, но и младите кои пат ќе го одберат. Да не заборавиме. Главниот пат кој што секој млад човек, ние младите го одбираме патот кон Европската Унија. Знаеме дека се случи голема неправда, тоа е факт, но тоа е иницијална каписла која што треба да не поттикне сите да работиме во насока да стигнеме до членството во ЕУ и НАТО, кое што очекувам се случи за неколку месеци, кое што е стратешка определба на државата уште од самото основање. Да, но сега државата ќе ни биде во застој, бидејќи имаме избори, така да повторно само ако ми дозволите да се осврнам на другите елементи кои што дават. Дали како вие ќе ги вратите младите еве? Покрај мерките кои што верувам дека ги дискутиравме, ги исцрпавме, зборевме на темата за намалување на младинската невработеност, нешто што би одел по некој редослед е што за мене представува додадена вредност е тоа што се донесе и нов закон за практиканство, каде што младиот човек му се возможува да се направи мост кога ќе заврши со процесот на образование и процесот на вработување и за таа цел во првите 3 месеци добива надомест од 100 евра, а ако остане подолго 3 месеци, тогаш добива надомест во висина минималната плата, која што денес го помина и првото читање и ќе изнесува 14.500 денари, каде што видовме дека и опозицијата денес не го поддржа тој предлог. Од друга страна, имаме нов закон за основно образование, каде што за прв пат се овозможува инклузија на лицата со попреченост во целиот систем на едукација. Плюс, да не забораваме дека ние ги таргетираме и другите групи на млади, како што се младите земјоделци. Ако претходно се дава 10.000 евра, од кога е ова власт, за поддршка на младите да се занимаваат со земјоделство, помина измените на новиот закон за поддршка на млад земјоделец, сега изнесуваат 20.000 евра. Значи ние не се осврнуваме само на мерки кои што се однесуваат кон една група, туку едноставно работиме на повеќе групи на млади луѓе кои што и они се дел од нашето општество. Да не забораваме дека се донесе и новиот закон за абортус, каде што на секоја млада девојка и се остава избор таа да правото на жената да биде само нејзин избор. Не знам колку тоа влигува во тоа дали како ќе ги вратите младите. Пак има база, се поставува. Сигурно имате уште мерки. Антоанита, што прават другите држави? Велите, нели, миграцијата е глобален проблем. Што прават другите држави? Еве слушнавме некои мерки од двете партии. Како тие ги враќаат своите млади? Јас исто тоа сакав да го напоменам, слушајќи ги колегите кои што објаснуваа, меѓутоа не дадоа конкретен одговор како планираме да ги вратиме младите. Ние всушност на тие млади кои што очекуваме да ги вратиме назад, ние треба да им понудиме нешто што сега го нема. Затоа што тие луѓе заминале од тука затоа што од некоја причина не биле задоволни со одредени фактори. Вработувањето го спомнавме дека не е единствениот фактор, меѓутоа ние зборуваме дека сме донеле закони за практиканство, дека сме промениле одредени политики, меѓутоа колку тие реално политики стварно ќе ги убедат тие млади да се вратат назад? Тоа е прашањето. Значи ние треба да имаме драстични мерки кои што ќе создадат амбиент дека оваа држава има тенденција да работи на прашањето млади. Не се тоа краткорочни планови, донесовме закон, акцијски план, работиме на таа работна група и тоа. Јас се сложувам дека сето тоа треба да има позадина која што се однесува на законска регулатива. Меѓутоа, ние треба да созидадеме амбиент дека оваа држава има тенденција да смени одредени работи во наредните 10 години, за да создадеме можност да младите почнат да размислуваат да се враќаат. Ние имаме Полска и зошто не учиме од другите земји? Мене тоа, например, многу ме интересира. Имаме земји кои што се соочиле со овој проблем. Например, во 80-тите ја имаме Ирска. Голем дел од луѓето во Ирска се иселија млади и станаа диаспора. Ние сега овие што ги зборуваме пола милион млади луѓе иселени од Македонија, тие се нашата диаспора која никако не ја користиме. Че ние не правиме никаква статистика со каков потенцијал располагаме во моментот. Добро, да се вратиме на тоа како ги враќаат. Во случајот на Полска, они имаат кампања која што се вика враќање и они го искористија моментот со Брекзит, бидејќи знаеме дека уште пред неколку години кога Полска стануваше членка на Европска унија, голем дел од младите замина во Велика Британија. Тие се обидуваат да ги вратат назад со тоа што им овозможуваат одредени поволности. Не знам, намалување на данок за млади луѓе кои што се до 26 години. Доколку парите кои што ги стекнале во Велика Британија се вратат назад, нема да им бидат оданучени.
Така да со одредени политики тие земји се обидуваат да ги вратат. На младите во Ирска, ако се вратат да инвестираат во сопствената земја, ќе имаат одредени поволности. Ако инвестираат одредена сума на пари, државата ќе инвестира уште толку пари, кои што ќе отворат нови работни мерки. Сакам да кажам, ние имаме толку потенцијал кој што никој не очекува дека државата со сопствените средства нормално треба да даде поттик. Меѓутоа, ние не ги користиме потенцијалите на нашата диаспора, кои што исто, парите кои што влегуваат во државата, 67% се користат само за средства за конзумирски средства, односно за јадење и потреби на граѓаните. Само ги праќаат на своите семејства. Точно, им ги враќаат назад. Значи парите не немаме никакви мерки. Ги издржуваат практично дури и своите родители. А инвестирањето на тие средства, поред статистиките, велат дека се најмалку 200 милиони евра кои што се враќаат во земјата, а може би оди до 7.000 бидејќи нема таква статистика. А само 19% се користат за купување на некаква си недвижност. Ние воопшто немаме стратегија за користење на нашата диаспора, која што во моментов е и tekako голема. Блажен, ти беше неколку пати, колку што знам, престојуваше во Германија, си имал можности да останеш таму и меѓутоа си сега тука, како таму размислуваат нашите млади кои се? Па за волја на вистината избегнав да бидам во друштво на луѓе кои што ги онака ги имам во мојата домашна земја, но до она што можев да го видам и да запознам неколку млади луѓе кои што веќе се иселиле. Главната замерка е она што не може да се ги остварат сопствените соништа во државата. Тоа се студенти кои што живеат во други држави, кои што се специјализираат на некоја сосема трета тема, која што во Република Северна Македонија не можат да ја работат. Дали тоа микробиологија, дали е тоа хемија, дали е тоа посебна медицина, каде што имаат подобри услови во странство. Така што мислам дека враќањето на младите ќе биде тешка работа за остварување и не може да се случи тоа преку ноќ. И не може тоа да го направи една влада, не може да го направи ни една партија. Тоа мора да биде општествен консензус кон што целиме и дека ќе ги инвестираме на тој начин финансиските средства. Но она што би сакал да го напоменам, кој што може би ќе даде одговор на тоа кој ќе победи на изборите или како ќе гласаат младите на изборите, во истражувањето на Фридрих Еберт ги прашуваат младите која е пораката која што највише резонира со нив. И двете главни се приходите на сиромашните и богатите треба да бидат поизедначени и второто, државата треба да превземе поголема одговорност за да не обезбеди сите. А сега двете се многу широки и веројатно политичките партии ќе може да најдат собствени пораки кон младите. Дали рамниот данок е одговор на првото прашање? Јас не би се согласил, мислам дека како земја која што во Европа веројатно има еден од најголемите Gini индекси во моментов. Не мислам дека го имаме луксузот да не ги даночиме оние кои што имаат повеќе финансиски средства, иако и го разбирам аргументот на традиционално центар десница политика која што вика да, но тие инвестираат на друг начин, па така имаме и се случува во државата. Но ова се клучните две прашања. Ако ние креираме возможувачка средина за младите да ги остварат своите соништа, да можат да работат во полето во кое што сакаат, да ги имаат истите услови како што би ги имале на пример во Австрија, Германија или било каде што се иселуваат, тогаш мислам дека и е реална шансата да ги вратиме младите. Но се друго треба да ни биде концентрирање на како и на оние кои што се тука да ги искористиме на креативен начин. За жал, во голема мера во нашето општество се зависи од врските кои што ги имаат младите луѓе. И тоа не се врските на младите луѓе, туку се врските на нашите родители. И тоа е дополнително поразително кога вие веројатно на 26 години, ако се невработен, треба со вашите родители да одите кај вашите пријатели, па некој нешто да среди за да влезете во државна администрација. И оно што ќе го напоменам, мислам дека политичките партии треба да престанат да зборуваат за нови работни места. Нови работни места секако ќе се креираат ако имаме поволна инвестициска клима. Но тоа се работни позиции кои што се апсолутно на најниското ниво за интерес на младите.
Не можете да ми кажете дека ќе го решиме проблемот со иселување со тоа што млади луѓе ќе работат во фабрики, во, да не кажувам фирми сега, но каде што не се почитуваат работничките права. Така што треба да разгледаме детално колку луѓе од државна администрација ќе ни заминат во пензија. Од она што можам да го видиме дека се работи за околу 40.000 луѓе кои што ќе одат во пензија, особено ако се донесе законот со задолжителна пензија. И да разгледаме како да ги искористиме тие млади умови и да бризгаат во државниот систем нова енергија. Да кажат дека ниедна работа не е премала за нив. И да кажат дека можат да им завршат услуга на секој граѓанин кој што доаѓа на да, но нивниот се шалтер. уште работата во државна администрација значи дека не работа. Може само да се надоврзам. Да, Да, само кратко, како што спомна и Блажен, јас и со Блажен и со Антонета сум согласен за одредени работи, но треба да знаеме дека за да створиме плодна почва овде за да можат младите да се вратат, ние тоа ќе го обезбедиме и го обезбедуваме со самото членство и интеграција во НАТО, каде што се создава една безбедносна рамка, но од друга страна треба да знаеме дека Република Северна Македонија од денешен гледан аспект не е жариште, не е изолирана држава, не е држава каде што имаш конфликти по било каква основа, туку Република Северна Македонија е држава каде што се базира на концептот на едно општество. И тоа е тоа што дава додатен импулс во овозможувањето и е држава од каде што продолжува масовното иселување на младите луѓе. Тука ќе направиме пауза за реклами, се враќаме на дебатата. Гледате Топ тема, дебатираме за иселувањето на младите. Ќе прочитам еден твит денешен, што ме инспирира пред да почне емисијата. Вели: ќе завршиш медицина, работиш во кафич, ќе завршиш правен, работиш во бутик, ќе завршиш економски, работиш на пазар, продаваш пиперки, ќе завршиш основно, партијата ќе те вработи на функција. Изгледа дека само комарци да работат по струка. Ова е твит кој фино ја отсликува партизацијата и дека партиската книжка се уште значи вработување. Дали е тоа така, Антон? Искрено, тоа во Македонија никогаш не се промени. Во долги години стои како непобитен факт дека при вработувањето е потребна партиска книжка. Иако во најголем дел случаи се работи за вработување во државна администрација, не и за останатите сектори. И покрај сето тоа, нели, дефиниравме дека младите сакаат да се вработат во јавна администрација како сектор кој што е најсигурен. Мене ми е навистина жал што ние не успеавме во младите да создадеме амбиент во кој што тие ќе сакаат повеќе да работат во приватен сектор, а не во државна администрација. Тука исто би напоменала дека, за жал, и бизнисмените во Македонија не беа спремни да возможат поинакви услови. Платите точно се факт кој што е исто многу важен. Меѓутоа, во денешна перспектива ние имаме исто тоа каде што и бенефициите и условите за работа се многу поинакви и се исто така дополнителен сегмент. Дали тоа се менува? Дали има некакви јас минатата недела читав дека законот за работни односи многу години не е променет и дека сега има иницијатива да се воведе флексибилни работни времиња, да се воведат други бенефиции. Одредени компании, па и невладени организации, ние тоа веќе одамна го имаме воведено како мерки, меѓутоа мислам дека продуктивноста би се зголемила и условите кои што би им се возможеле на младите луѓе. Така да платата, доколку не можеме да компензираме со висина на плата, можеме да компензираме со одредени бенефиции. Јас тука пак ќе напоменам дека и бизнисмените и бизнис секторот во Македонија имавме прилика да слушнеме, нели, за текстилниот кластер и кои се нивните барања. Мислам дека самите тие исто не се спремни за одредени промени кои што треба да ги понудат за пазарот на трудот. Јас ги разбирам нивните перцепции дека профитот е тоа што ги води, но во целиот период во кој што ќе следува, мислам дека перспективите ќе се менуваат, дека општото добро и заедништвото и солидарноста дека ќе се зголемува. Затоа што ќе се соочуваме со работи кои што на сите нас ќе не бидат важни, како климатските промени,
Така да сметам дека во таа насока би требало да следуваат промени кои што ќе се случуваат. Блажен-партиската книжка обезбедува и функција, значи сите функционери, министри се млади, зошто би оделе да работат нели во приватен сектор, каде што платите уште... Да, па да, ама генерално јас ги гледам малце од еден различен аспект политичките партии. Зашто од различен аспект? Една е страната каде што велиме да носи вработување, но и јас од моја страна ги гледам како интересни групи. На крајот на денот во политичка партија вие среќавате луѓе кои што утре ќе бидат директори на некои предпријатија, дали можеби ќе бидат министри, и вие се стекнувате со ваши социјални познанства кои што понатаму резултираат со вработување. Нормално во Македонија во одредени периоди таквата политика се извитопери, па задолжително се бараше политичка партија, па мораше да ви има на одредени листи за да влезете на одредена државна работна позиција. Така што Сега е сна Z да бидете некој. Како? Сега е сна или Z да бидете на некој политички функционер. Не би го тврдел јасно, но ако вие го тврдите, може да поразговараме за тоа, но она што сакам да го напоменам е дека нормално е во една вака мала земја вие да имате блиски луѓе или во едната или во другата или во двете политички партии кои што се најголеми, или пак да бидете во некоја сосема трета. Премногу мала земја сме за да се врзуваме само со политички партии или со нашите фамилиарни познанства, ако е точно она што Значи, ако немате семени врски релации, ви останува партијата. Трето има? Трето има да се образувате и веројатно тогаш да се иселите. Јас ако може да додадам само во дел, мислам дека не е толку проблем законодавството или што ќе предложите како мерки. Еве многу едноставен пример. Денеска излегуваме со тврдења ние дека имаме околу 70-80 милиони евра потрошени на изнемување хеликоптери. Наместо тоа, два проекти каде што владата можеше, а не инвестираше средства. Едниот проект е Бирото за вработување, Агенцијата за вработување има мерки за субвенционирање на самовработувањето. Сите средства за таа мерка се исцрпуваат до 6 месец оваа година. И наместо владата да прераспредели со ребалансот дополнителни средства за повеќе млади да аплицираат и да се самовработат и здравје Боже за 6-7 месеци да вработат уште 1, 2, 3 во своите бизниси, вие им ја затварате вратата. Втората шанса, фондот за иновации. Наместо да го корумпирате фондот за иновации, па да давате средства, како што реков, на СНА, на Војна, на Братучет, отворете го фондот, младите ќе аплицираат. Мислам дека тоа не го докажавте. И третата, па не само што не го докажавме со пресконференција. Па добро, видете, ние не Знаете, го водиме јавното обвинителство, тие треба да докажат. Да не помислам на Скопје 2014, ние го докажуваме со табели. Милиони. Да, но не видовме ефект, не видовме правосилни присуди. Од Скопје 2014 не видовме правосилни присуди во кои што осудуваме некој за корупција. Овде имаме ситуација во која што па не ги пренаменуваат, во хеликоптери ги пренаменуваат. Не, зошто 700 милиони евра не беа наменети за отворање. Па еве затоа што прв пат Македонска филхармонија свири во услови каде што не ви шетаат мачки по сцена. На пример, од друга страна, Скопје Македонски народен театар не работи во барака. На пример. Во Скопје 2014. Дело тоа се тие проекти. Ама сега немаме ни Скопје 2014, 20, 25, нека изградат нешто да видиме. Видете, јас најсреќен ќе бев вечерва да дискутиравме за проекти и да речем Кузман наместо да испушта црн чат како да бира папа, денеска една модерна институција со добри прозори кои што се ПВЦ, кои што штитат топлинска енергија, се грее на газ и така натаму, ние не дискутираме за Кузман. Затоа што Кузман е заборавен од времето и од власта. А 2019? Исто не дискутираме за, еве јас доаѓам од општина Аеродром, за основно училиште Димитар Македонски. Готов проект, почната процедура на реконструкција 2016-17 година, стопирано. 3 години потоа децата учат и одат во тоалет, сега се извинувам за емисијава, во истите услови како што учеле нивните баби и дедовци, замислете. Баби и дедовци. Барака изградена во 70 години после земјотресот. Може само да се надоврзам. Кога се зборува за програми и мерки за самовработување на младите, да не забораваме дека оваа влада преку Фондот за иновации и технолошки развој поддржа стотици стартапи кои што овозможуваат вработување и на нови млади луѓе, но од друга страна и можност да покажат дека тие знаат да работат со бизнис и да го покажат својот капацитет.
Ова е додадена вредност за нешто што претходно не беше и не постоеше такво нешто претходно. И во однос за студентите и студентските домови, да не забораваме дека претходната власт исто така остави долг од речиси 4,5 милиони евра, кој што сега е вратен на 2 милиони евра и се реновирани студентските крила ВИГ во Гоце Делчев, но од друга страна, кога зборуваме и за Кузман, треба да знаеме дека јавната набавка е во тек. Има рок, има законски рок кој што мора да го 3 години јавни да го набавки. почитуваме за да може да се спречи проблемот со загадувањето на воздухот. Токму Скопје 2014 еден од креаторот на ова што ние го имаме како последица од загадениот воздух. Да не навлегуваме во тие теми. Јас затоа само сакав да реплицирам на овие работи. Исто така, треба да имаме на уми дека кога зборуваме ние за мерки за вработување, за амбиент на млади, малку е дискутабилно да правиме контрасти без да понудиме соодветни решенија од претходно. Гледавме дека претходно не ги измисли тие мерки, вие само ги продолживте дел од нив, повеќето ги стопиравте. Ги стопиравме затоа што само вработувањето е дел од оперативниот план на ВМРО-ДПМН, не е од вашиот. Се неефективни, се надоградени сега со можности што ги нудат другите институции по-конкретно, и Агенција за вработување и Фондот за иновации. Еве немате средства во Агенција за вработување. Аплицираат луѓе, ги враќаат затоа што средствата се исполнети во 6 месец. Средствата значи се продолжуваат да течат и после тоа. Не знам, многу едноставно, зголемете ги средствата во Агенција за вработување за само вработување. Зголемени се средствата. Ова е најголем буџет што го има една агенција за да може да понуди нешто на младите во делот на мерките за вработување. Жалост. Блажен? Да, јас сакав нешто да напоменам. Вака од слика на млад човек, мене ми станува малце лошо кога слушам ова било проект на ВМРО-ДПМН, ова било проект на Социјалдемократскиот сојуз. Се работи за државни пари. Било која и да е власта, се работи за државна програма која што државата ја спроведува, не ја спроведува дали ВМРО или Социјалдемократскиот сојуз. И навистина мислам дека треба барем ние како млади и луѓе млади во политички подмладоци да го смениме начинот на зборување. Не е тоа само проект на ВМРО-ДПМН, тоа е проект на државата. Сега може да се согласуваме или да не се согласуваме за Скопје 2014, но е проект на државата, која што го вовела или го спровела ВМРО-ДПМН. Но тоа се парите на граѓаните на крајот на криштата. Да направиме еден чекор назад пред да влегуваме во изборните ровови и изборната кампања и да кажуваме ова било ваков проект, таков проект. Баш тоа ми е поентата, сега се зголемува задолжувањето последниве 2 години. Го удираме прагот кој што беше замислен праг порано, сега е реален праг, а вие немате нови инвестиции такви. Да имавме нова инвестиција Штип 2025 во која што имаме аеродром во Штип, центри за иновации, фонд за научни истражувања и развој, па ќе речеме да, Социјалдемократскиот сојуз се задолжува, ама гледате кај ги инвестира парите. Сега Социјалдемократскиот сојуз се задолжува, а парите не ги гледаме нигде, изнемуваат хеликоптери. На оваа тема има една многу интересна сторија, не знам дали сте го посетиле бирото, односно Агенцијата за вработување во Кратово. Во времето на претходната влада беше многу интересно да се посети самата агенција. Работеа двајца луѓе, еден од кои беше директор и треба да ги спроведуваат мерките од оперативниот план. Немаат компјутер, таванот беше паднат и државата не одлучи да ги инвестира финансиските средства во агенцијата за вработување, туку одлучи да прави Скопје 2014. Што за мене можеме да коментираме и флоскули да кажуваме што било, како било, но агенцијата беше поправена од страна на ИЛО, од Европската интернационалната организација на трудот. Сакам да кажам, џабе си префрлуваме вака како млади луѓе и како власт опозиција, дали ова можело или она можело. Дајте да седнеме како луѓе да разговараме. Кои се работите кои што можеме да ги направиме, без разлика дали е тоа идеја на ВМРО-ДПМН, на ДУИ, на ЛДП, на ДОМ, на СДСМ или на граѓанскиот сектор на крајот на криштата. И да кажеме ова ќе го правиме како општество. Дојде ВМРО-ДПМН на власт, нека го надгради. Нека каже да, ова како што беше договорено, вака ќе го спроведеме. Ама ние седиме тука веќе 5-10 години и зборуваме зашто младите се иселуваат. Па се иселуваат бидејќи се напаѓаме едни со други за чива која и како била идејата. Може. И да, Кусо и Антоанита веќе сме при крај. Се согласувам со Блажен. Веќе имаме база направено, бидејќи очигледно проблемите не зависат ни од СДСМ,
Ние од ВМРО очигледно треба сеопфатен, сенароден пристап во изготвување на решенија. Ние веќе тоа младите го знаеме најдобро преку процесот на креирање на законот за младинско учество и младински политики. Видовме дека кога сите сме на маса, Зоран Заев го корумпираше кажувајќи ова е мој проект. Никој не каже дека е негов проект. Добро, јавен настап беше. Ова е инклузивен процес. Знаеш, Прво вашиот председател на СДМ го кажа во една емисија, сега Зоран Заев минатата не. ова е инклузивен процес. Знаеш и ти, знаат сите дека ова не е процес ни мој, ни твој, ни има намера некој да го узурпира. Ова е процес на младите луѓе. Со цел Јас не изјавив, тоа на Facebook стои, тоа не го измислив јас. У насока е на тоа. Носиме Муабетот, закон. само да ја завршам мислата. Беше во тоа дека имаме метод, имаме начин, видовме дека функционира, да продолжиме во таа насока. За крај, Антоанета, може ли да очекуваме повторно младински активизам? Шарената револуција покажа дека младите беа првите, практично студентскиот пленум, кој го дигна гласот против тогашната власт. Потоа имаме штаб. И јас Го спомнавте загадувањето. Да, нели? Ако имаме- немаме датум со Европската унија, треба да се свртиме конечно кон сопствените проблеми. Дали може да очекуваме од младите? Јас искрено се надевам дека би можеле да очекуваме некаков активизам, иако мислам дека разочараноста кај младите е доста голема, голем дел и од нив од да мина. Дали ќе најдат мотив повторно да се вратат на улиците и да бараат нешто, јас пак ќе се согласам исто со Блажен дека треба да седнеме сите заедно, меѓутоа сето тоа останува само да треба да седнеме заедно, меѓутоа никој не го повлекува чекорот. Искрено очекувам дека оние кои што се во моментов на позиции тоа да го направат, доколку и во следните 6 месеци е доволен период да се започнат некакви мерки, а нормално понатаму и да се продолжат. Но Антоанета, тоа нели пак ќе ве врати сите вас на масата на долги дискусии, закони, документи, младински политики? Доколку не бидеме сите вклучени, јас мислам дека тоа не зависи ни од еден ни од друг, него зависи од сите нас. Ние сме нова генерација на млади луѓе кои што треба да бидат слушнати и кои што јас не би сакала по старите на следните избори да гласаат, него да бидеме ние тие кои што стварно ќе застанеме и ќе речеме да, ова е еднината на државата која што ние сакаме да ја гледаме, меѓутоа очекувам дека политичките партии исто така ќе дадат можност на младите кандидати да бидат на пратеничките листи. Кусо, Блажен, дали очекувате младински бунт повторно? Па добро, тоа секогаш зависи. Не мора да е генерален, меѓутоа има доволно проблеми. Тоа секогаш зависи. Го споменуваме загадување. Да, тоа е, мислам, има бунт, не може да ги игнорираме младите луѓе кои што секој петок, иако се во мал број, протестираат против загадувањето во градот и против климатските промени. Не би сакал да им ја омаловажам нивниот активизам. Не е работата на мобилизација. Бунтот секогаш ќе постои, но она што барем истражувањата го покажуваат е дека кога државните институции не се отворени за соработка, во тој момент се раѓа бунтовноста. Тоа го видовме и со студентскиот пленум, тоа го видовме и со шарената револуција. Во оној момент кога државните институции ви викаат не сакаме да дискутираме со вас, тогаш ќе се врати бунтовноста. И по една минута ти дозволиме на партиите како нови избори ќе ги привлечете младите. Па ќе се да надоврзам излезат на гласање и да гласаат на или тоа за вас. што го кажа представниците на невладиниот сектор. Мислам дека бунтот ќе се случи на 12 април и конечно младите ќе го искористат правото да ја пратат оваа власт каде што е местото во опозиција и да им кажат не и доста е на континуитетот на разочарувања кои им се случуваат последниве 3 години. Ние ќе излеземе со програма кога ќе дојде време за тоа, односно кога ќе започне кампањата, не би сакале преурането да излеземе со таа програма, каде што многу важно место ќе имаат младите. Па не е изненадување, тоа се решенија на реалните проблеми. Тоа не е у НАТО ќе го мачкаме на леп, на бајатиот леп во Кузман студентски. Тоа ќе бидат реални решенија кои што младите многу брзо ќе можат да ги препознаат, да ги видат. Ѓорѓи? Младите се и остануваат високо на пиедесталот на вредности на владата и на Социјалдемократскиот сојуз. Сето она што е преземено како конкретни мерки и чекори за минатиот период, она што е возможено како демократски амбиент, отворени врати за младите, можност за нивно вклучување во
процесите на партиципација, достапност продолжува и во иднина и мислам дека политиките на вклучување на младите, политиките на единство ќе продолжат во иднина и по 12 април. За жал, мислам дека колегата Стефан и ВМРО ќе останат повторно во опозиција. Ви благодарам на сите за учеството. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Останете на Телма, имајте убава